Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Па и ако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Абе, глудац. Абе, што си се фатил за политика? Осте тоа политичарите нека ја водат. Секој ден некој така паметен, колку тиква на Халоуин, се наоѓа така понегде да ми даде совет во инбокс или на улица. Да ми го клај умо во инбокс. Или демек да ми го каже најпаметното нешто што можел да го смисли во целиот живот. И така, слушајќи ги бисериве на ботовиве што ми пишуваат, а ја жив човек од крв и од месо, па кога нема дежурен црнец, јас им го давам белото момче по список, нели партиски, на општински одбори пошироко. И затоа имам предлози до новата власт, независно која ќе биде, само ако тоа не се таче ќурка, Стево Мунгос или шарскиот поскок. Али за да може државава да мрдне малку од нултата позиција и да конечно имаме пари за децата, а не да ги лечиме нели со СМС, што е најголема срамота и грев за еден народ. Значи, од прилика вака одат пресметките што морате веднаш да ги направите. Прво, ќе ги намалите платите на пратениците и функционерите и ќе ги изедначите со платите на докторите и учителите, односно на наставниците и професорите, затоа што, како што рекол Ататурк, нема држава ако учителите и докторите не земаат плата преку колку што земаат нели пратениците. Значи, функционери, доктори, даскали, иста плата. Потоа ќе ги укинете сите државни службени возила, ќе ги оставите само десетина за странски делегации, службените возила кои не се патнички, како што се во полицијата, армија, македонски шуми и други институции, кои имаат возила со кои ја извршуваат основната дејност. Потоа ќе ги укинете обезбедувањето на бивши премиери, бидејќи сите досега се утепа од крадење, а треба уште пак со наши пари да ги чуваме. Ако се честни, ќе си одат по улица со дигнато чело, ако се арами, нека седат дома, ако и ги пучи, цел живот напучени да одат. Потоа да укинете цело Косово и Албанија да се лечат кај нас, а ние да немаме основни средства за операции и лекови. По кој основ се лечат Косово и Албанија кај нас, бе? По кој основ би се лечеле Србија и Бугарија кај нас или ние кај нив? Потоа да ги укинете сите економски директори во здравството и да ставите менаџери, а не доктори за директори. Менаџерите ќе менаџираат со парите, а докторите ќе лечат. Кој менаџер биде фатен со малверзации, кој доктор биде фатен со мито, одат во затвор. Нема извини. Толку е. Потоа укинете ги оние глупи сертификати за англиски и тестови за функционери, затоа што пола шарпланина со купени дипломи ви е функционер. И од англиски знаат само yes и no и fuck you, кога се работи за државата. Функционер се назначува политички, има една година грейс период, ако не вратил долгови, не купил опрема, не склучил меѓународни договори, не подигнал плати за својата институција, на клоци. А ако се успеал да направи дури и повеќе, мандатот уште 3 години со право на реизбор уште 4 години. Какви тојфоли, какви иелци, денес во светот сите зборуваат нормален англиски, целиот бизнис оди на англиски, целата интернет комуникација оди на англиски. Само вашиве лажни функционери со лажни тестови се најголемите битанги и крадачи. Само за подкрепа на вистината, сите наши деца што ги збркавте во странство за да ги примите овие со лажните уверенија, сите наши деца зборуваат одличен бейзик англиски без уверенија и се запослени и се вработени, се извинувам, по Британија, Германија, Малта, Швајцарија, а вашиве шарпланинци со лажните уверенија велат, јас сум законски функционер додека од институцијата во првиот месец му фалат, да кажеме, 1.000.000 евра. Затоа манете се со глупости, го назначаш функционер и го ставаш под обсервација на внатрешна контрола у влада. Јебова с англиски. Мислам, после тоа укинувате и службени картички, јадење по ресторани само во тој во собрание и таму да се носат сите гости, барем ќе се знае сметката на купче. За општини институции лимит до 200 евра месечно за кафани. Се на тоа автоматски да следи кривична пријава. Ако сака да работи за општината и државата, не треба ние да го раниме, ќе си јаде, има плата, дневници, додатоци. Уште државна сметка за храна и пелени не му треба. Исто така и трошоците за бензин во институциите и општините, ставка 0. Епа другари, кога во првите 100 дена ќе го направите ова,
тема, гледајте ја следната преку тасевски епизода професор, доктор, магистар and суперстар Сашо преку тасевски, алијас Саша Напучеев преку Куров или коднием именем Куров. Значи, секретниот агент Путиња коднием именем Куров. Тој ќе ви даде нови 5 задачи да реализирате. Само така можеме еден ден да станеме држава. Понимаете? Се разбудив, се ококорив. А утрото беше сончево, сонцето ми влагаше директно во во очи, пошто немам завеси, си ги зема жена ми завесите, мајка и ги купила за мирас. На надкасната ми стоеше стариот часовник Ракета, што го добив од другарот Елцин во 94 година. Елцин да беше пијандура и као збореа дека е американски човек, ама да ви кажам и тоа не беше лош. Не штедеше на нас заспаниве шпиуни по Балканот. Нема лош пијаница, посебно ако пие водка, викаат. Има само побудала. А часот беше 8 и како што реков, сонцето со своите зраци ми го галеше газ лицето. И што би рекле моите камаради од тајната руска келија, македонец ми вика кажи 8, ја кажав 8, а тие во еден глас на кур да те носум. Моите другари шпиуни од ФСБ, нели, по Балканов спијачи ко мене. Тоа носум ми беше малку струмички, додуше кој ми го кажа, викам шо имаат врска рускиве агенти со струмица, па ми беше малку непријатно, бидејќи знаев дека некои струмичани се обучувани од калето и жабарите се, незгодно. Лошо ако се сретнеме со тие па агенти, струмичани што се од калево па обучувани. Може да се случи нешто непредвидливо, да ги звајме кубурите и толку да биде. Ама тие уште ги бројат еврата за црквата, така да до средба тешко дека ќе дојде во скоро време, да не се плашите. А со ова рубљиве да ви кажам ми е многу полесно, помалку се некако. Инаку, јас бев спијачки агент уште од 1995-та, кој не знаел. Сега можам више да откријам некои информации за себе, откако на повидок е воскреснувањето на новата руска империја, откако е на повидок падот на социјал-демократскиот сојуз, откако е повидок, нели, падот на американската империја. Знам дека всушност, сака да ви кажам дека КГБ се распадна, но всушност КГБ никогаш не се распадна. Само, како да ви кажам, стави ново руво. Се реформираше на некој начин. И сега тоа што се реформираше си е ФСБ, ако некој не знал, но тоа е практично КГБ. Извинете, кој не знае, до сега сум се представил неколку пати, но кој не знае, пак ќе се представам. Ја, секретниот агент Путиња Куров. Нели, јас сум тајниот агент на Путин за Балканот, единствен, избран лично од него, со указ од него подпишан. Моето целосно, нели, кодно име е, целосното име ми е Саша Напучеев преку Куров. Кратко, кодното име ми е Куров. Етнички македонец, тајан шпион на Кремљ, Пјонгјанг, Хавана и Хараре. Ова Хараре ми го додадоа за да можам да земам К-15, зашто по рускиот разузнавачки закон мора да држиш 4 опции за бази, за да примаш полна плата во рубли и 2 пати годишно К-15, од кој едниот можеш да го трошиш кај сакаш. А едниот нели само во хотели на Крим. Тоа се еден вид бонови, не рубли, исто као на Дзинго на времето на Кратовчани што им даваше. Па додуше он беше шпион и социјалист, мислам голем социјалист, малку ме ебеше ова кодново име, нели, кога јас отидов во Хараре и тамо се запознав со мојата конекција или врската, една црнка така од 2 метри, ринглите луѓете веска, на. Абе, со тоа брадавиците очи да ти извади ако ти се доближи вака таа од Хараре, црнката. И таа ми вика, мене ми се представува, пошто знаеме шпиони сме и у такви ситуации мораме по кодно име да се представиме. И она мене ми пружа рака и ми вика кодно име Длабока Шкољка.
Ја ја викам кодно име Куров. Леле женава која слушна Куров. Леле луѓе. Абе падна од сменја тоа брадавиците кои се на Острија луѓе и комоливчиња. И викам, амор, шо ти е смешно? Вика, па вика, извини што се смеам на твоево кодно име, господине Куров, но вика, кодното име на шпионот од Србија е Кура Ципо. Да не сте роднини нешо? Не бе, викам, какви роднини, оне регрутирам покасно од како НАТО ја бомбардираше Србија, јас сум стара, викам, руска школа на КГБ. Шо шпионираш бе кај тебе во Македонија, ме прашува, нели, ова колешкава длабока шкољка. Викам, остај се, влажна шкољко, длабока шкољко. Има многу работа, викам, многу работа имам. Ме погледна и ми рече, знам дека има многу работа од длабока за да стане влажна школката. Ама не те прашав за тоа, туку кого шпионираш, ми вика, во Северна Македонија за Руската Федерација. Налутена дека и го сгрешив кодното име во сексистички контекст, па затоа рече Северна Македонија, демек да ми врати. Аха, окей, викам, извини, иако немав ништо против од длабока да стане влажна шкољка, нели, како што викаат кумановци, која пробаја, вика, црно, не се е врвно, така викаат кумановци. Ја имате оваа пословицава и на англиски. Ја има украдено Кристофер Колумбо од еден наш кумановец кога го најмил да му кисели зелка на галијата со која ја открил Америка. Само многу лошо звучи, нели, ова кажано на шпански. Вика, вака би звучало: кој проба црна змија, хемороидот му го скина. Така нешто отприлика, многу глупо. Туку да се вратам на мојата колешка длабока шкољка и викам, ме прати лично Владимир Владимирович Путин да откријам што све има украдено оној до премиерот Артан Нежнио и неговите doing business, а кај американците и калето пријавуваат дека русите се криви. Аха, знам за тој, вика, тој оној што нешто као преведувал во таа жолтата куќа кај што се вадеа органи, се препродава органи, тоа беше нешто со него поврзано така. Да, викам, нешто имаше така по медиуми, викам, да. Штета, вика, за таков хуман човек што лаже дека русите се криви, ми рече длабока шкољка и продолжи. Инаку да ти кажам, вика, господин Куров, сестра ми има кодно име Тесната шкољка. И она, например, работи за калето со американски пасош. Ау, си викам, браво бе, па вие сите длабоко навлезени во проблемот со обвинувањата дека Русија е крива за се. Што ми имате шпион во калето? Што ми имате шпион во калето? Мора да се дружиме. Ми вика длабоката шкољка. Ја мора да те држам тебе, Куров. Ти мора да си внесем во моите тајни на длабока шкољка, за да можеме да си имаме бенефит од соработката. Јас само ја погледнав и реков, важи. Само ти држи ме. Само ти држи се за Куров, мислам, до Куров. Овај на Куров. Не е битно. Држи се за Куров. Сакам ја соработка со длабоки влажни шкољки, овај агентки. Така ја по наредба на Владимир Владимирович Путин во соработка со длабоката и влажната шкољка од Хараре, Зимбабве. Исто како во новиот Джеймс Бонд го разоткриваме Артанчо Нежнио и неговите обвинувања дека Русија крива за се што они газда Али го товареле магарето. Сите податоци се во тајната база на Кремљ и ќе му бидат бапнати на маса на Бајден од страна на Путин, која ќе седнат да договараат разврската од Украина. Еве ти ги твоите сојузници ќе грмне Путин, која ќе му ги фрли на маса досијата на Артанчо Нежнио и Али Соравија. Не разговарам веќе со тебе. Сулјо, ќе му рече Путин на Бајден. Сулјо! Не разговарам веќе со тебе. Викни го Трамп, каде е Трамп? За жал, Трамп веќе беше наместен со широката шкољка. Тоа е оваа третата сестра која работеше за Белата куќа како таен спиечки агент во овалната соба. Сега и неговите јајца се во нашите руски раце. Затоа гледате следната епизода, драги мои следачи,
и фанови на Прекутасевски шоу, гледајте, ве молам, следната епизода со тајниот агент Саша Напучеев преку Куров с коднием именем Куров или само Куров. Единствениот тајен агент македонец во светот кој во еден ден пробал и длабока, и тесна, и широка шкољка. А ја уствари од секојаш сум бил и поморската храна.